Во најновото издание на регионалните вести ќе гледате. Со одобрениот план за управување со Националниот парк Шар-планина прво ќе се заштити природата, за потоа да може да биде и привлечна за туристите, за да има и економски бенефит. Истрагата за сексуална злоупотреба на малолетничката од Велес и порнографски материјали, проширена за уште 10 лица. ...3.400 предмети во годишниот извештај на Народниот правобранител, најмногу повреди во областа на детските права, правосудството и потрошувачките права. Само 4 до 6% од лицата кои се снабдувале со дрвна маса на Шар-планина биле со дозвола, сите останати без дозвола. Моторни возила се движат низ целиот шарпланински масив, отпадоци на секаде. Поголема контрола на ваквите забранети појави ќе овозможи одобрениот план за управување со Националниот парк за период од 10 години. Прво ќе се заштити природата, за потоа да може да биде привлечна за туристите, за да се има и економски бенефит. Опустошена од дрвокраци со пробиени патишта за моторни возила, мини депонии. Вакви се сликите на Шара. Од јавната установа Национален парк Шар-планина велат дека евидентираат голема штета врз шумските комплекси. За нив сега приоритет е заштитата на природата пред се од илегалните активности, за понатаму да се овозможи развој, што се предвидува и со 10-годишниот план за управување. Значи, во планот точно се наведени дозволените и недозволените активности. Моторните возила што влегуваат во строга заштита, значи тоа нема да биде дозволено. А до сега, како што и вие знаете, до секаде стигналите моторните возила се движеле во цела Шар-планина, така што дивиот свет за да го заштитиме, секако ќе треба да ги допреме тие во строга заштитата, не може да се влезат. Податоците што ги имаме до сега ни покажуваат дека до сега можеби 4 до 6% се снабдале со дрвна маса, нели со дозвола, се другото без дозвола. Сега полека, а затоа ние си донесовме одлука за цените да бидат пониски, за снабдување со дрвна маса, тоа е во приватното околу 280 денара, а за државното шума, значи околу 800 денара за метар куб дрвна маса. Секако околу заштитата на изворите, секако ние соработуваме и со другите институции, како што се министерствата. Они се надлежни нели да даваат дозвола за употреба на некој извор или слично. Меѓутоа, ние треба да бидеме во терен секога и да го информираме Министерството за барањата или па за потребите за селава или па за можеби да речем овие бачилата и се другот кои имаат потреба за вода за пиење. Сега во тој развојниот дел секако ние ќе се посветиме повеќето во земјоделието, во овчарството, сточарството, пчеларството и за другите активности што се во Шара. Масовен туризам ќе се случува само во бафер зоната на Попова шапка, додека паркот во иднина ќе стави акцент на алтернативни и еколошки форми на туризам. Пред неколку месеци и предходниот министер за животна средина имаше објавено дека ќе се обновува скијачкиот центар на Попова шапка. Сето ова од наша страна е исконтролирано дека тој развој ќе се случува во бафер зоната, која што е веќе предвидена во паркот и само тука ќе се одвива тој масовен туризам. Се надеваме дека во иднина ќе се обнови и жичарата тето во Попова шапка за да се намали притисокот врз природата. Во однос на развојот на сите други форми на алтернативен туризам, паркот во иднина ќе стави акцент на алтернативните и еколошки форми на туризам, сите оние кои што имаат мал отпечаток врз природата. Пред се ќе ги споменам пример развој на пасиштата,
престој на туристи во локално сместување во планинските села кои што се наоѓаат во паркот, да се создадат услови туристите да можат да поминат повеќе денови на планината и да остварат економски бенефит за локалното население. Една од тие форми значајни е јавањето коњи, која што е како традиционална активност, која што во иднина би требало да биде поддржана. Вкупно 7 општини во Полошкиот регион имаат делови во Националниот парк, кој опфаќа површина од 62.702 хектари. Вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битиќи, одговарајќи на новинарско прашање во врска со реакцијата на бизнис заедницата околу замрзнување на цените на производите и дека треба да се бараат други алтернативи, рече дека секогаш има две страни, а тие како влада се на страната на граѓаните со цел да се заштити нивниот стандард. Ако ги прашате граѓаните, сметам дека одговорот ќе биде да. Тоа е добро за граѓаните затоа што може да ги купат продуктите со пониска цена. А ако секогаш, не само во оваа ситуација, прашате бизнис заедницата, на изгубена опортун приход, што е добивка, они ќе кажат дека не се најсреќни. И затоа секогаш има две страни. Ние овде сме за да го заштитиме стандардот на граѓанинот, и тоа е во овој момент најпотребно. Сите други теми кои што сакаме да ги отвориме, можеме да ги дискутираме, но ние во овој момент одлучивме дека ова е начинот на како треба да реагираме со цените. Постигнат договор меѓу здравствените работници и ресорното министерство. Лекарите и техничкиот медицински персонал веќе од следниот месец ќе добијат плата повисока за 2000 денари, а медицинските сестри и лаборантите за март ќе добијат покачување од 3000 денари. Договорени се нашите барања, 3000 денари за сите сестри и 2000 денари за сите останати. Значи од помошно-технички персонал, администрација, доктори, значи за сите вработени во здравството да има бруто покачување. Со мартовска плата. Значи ако не стигнат во овој месец, ќе дадат ретроградно ќе. Важно е со мартовска плата договорено. Така е постигнат договор. Со притисок успеавме да дојдеме во ситуација да го на некој начин изнудиме подпишувањето на анексот на колективниот договор за здравствена дејност, кој на известен начин беше и неминовен и неопходно мораше да се случи. Неговото неподпишување ќе не донесеше во ситуација 11.000 вработени во здравството да бидат изедначени со минималната плата. Народниот правобранител Насер Зибери го презентираше годишниот извештај за степенот на обезбедувањето, почитувањето, унапредувањето и заштитата на човековите слободи и права во 2022 година. Зибери посочи дека институцијата Народен правобранител постапила во над 3400 предмети, од кои најмногу констатирани повреди имало во областа на детските права, правосудството и потрошувачките права. Статистиката покажува дека во извештајната 2022 година Народниот правобранител постапил по 3482 предмети, од кои во тековната година се поднесени 3209, додека 273 се пренесени од претходната година. Оваа бројка представува зголемување за околу 20% во однос на минатата, што е разбирлив факт од причина што состојбата со пандемијата се стабилизира и сите институции, вклучувајќи го и Народниот правобранител, се вратија во нормален начин на функционирање како пред пандемијата. Од вкупната бројка на поднесени преставки, постапка беше покрената по 2173, додека за 737 поради ненадлежност истата не беше покрената. Во 103 представки граѓаните поставиле прашање врз основа на кој Народниот правобранител по анализирањето на правната регулатива на граѓаните
писмено им одговараше со правен совет, со што ги посочуваше во остварувањето на нивните права, а додека 469 предмети се во разгледување во тековната година. Од покренатите постапки, во 683 случаи народниот правобранител констатираше повреда на човековите права и постапуваше за остварување на истите. Како и минатата година, така и во 2022 година, трендот на прво место според бројот на поднесени преставки е во областа на правосудството. И тоа 534 преставки или 16,64% од вкупниот број. Потоа следуваат преставките во областа на потрошувачките права со 337 или над 10%, работните односи 288, детските права 252, имотноправните односи 208 и така натаму. Гледано пак по број на констатирани повреди, најголем е бројот на повреди во областа детски права. Потоа следуваат областа правосудство, граѓански состојби и други внатрешни работи, потрошувачки права и слично. Истрагата за сексуална злоупотреба на малолетничка и порнографски материјал во Велес проширена за уште 10 лица. Денеска Националната единица за сузбивање на криумчарење мигранти и трговија со луѓе при секторот за криминалистички истраги во Оделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал во содејство со секторите за внатрешни работи Велес, Скопје и Тетово, под раководство на јавен обвинител од Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал, поднесе кривична пријава против 10 лица за кои постојат основи на сомненија дека се инволвирани во извршување на кривични дела, трговија со дете, производство и дистрибуција на детска порнографија и полова злоупотреба на немоќно лице. Предходно, на 26. јануари годинава, Оделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал до Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција поднесе кривична пријава против СД од Велес, ДС од Тетово, ДН, ТИ и КТ од Велес за сторено кривично дело трговија со дете, за што од страна на судија на предходна постапка на СД, ДС, ДН и ТИ им е одредена мерка притвор во траење од 30 дена, додека на КТ му е одредена мерка куќен притвор. По преземени понатамошни мерки и активности од страна на Националната единица во содејство со надлежното Основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, утврдени се и други лица на кои се однесува денешната кривична пријава, за кои постојат основи на сомнение дека се инволвирани во извршување на кривичните дела. Врз основа на издадени наредби од судија на предходна постапка од Основен кривичен суд Скопје, на подрачјето на Велес, Тетово и Скопје, извршени се претреси во дом и други простории кај пријавените лица, при што 9 лица се лишени од слобода, а по едно лице кое се наоѓа надвор од државата се трага. Од извршените претреси, пронајдени и привремено одземени се мобилни телефонски апарати, марихуана, гасен пиштол и други предмети кои се предмет на кривичното дело. Оделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал до Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција поднесе кривична пријава против 5 лица од Велес и едно лице од Скопје за сторено кривично дело трговија со дете. Член 418г став 3 од Казнениот законник. 2 лица од Велес за сторено кривично дело полова злоупотреба на немоќно лице. Од член 187 став 2 од Казнениот законник, едно лице од Велес и едно лице од Тетово за сторено кривично дело производство и дистрибуција на детска порнографија од член 193 став 3 од Кривичниот законник. Инаку за кривичните дела трговија со дете и полова злоупотреба на немоќно лице предвидени се затворски казни од најмалку 8 години, додека за кривично дело производство и дистрибуција на детска порнографија затворска казна од 3 до 5 години. Во најновиот билтен на СВР Тетово регистрирани случаи на пронајдена дрога, пронајден малолетник кој се водел за исчезнат, како и неколку случаи на физички напади. Следуваат деталите.
Полициски службеници на СВР Тетово вчера околу 14 часот и 20 минути на улица Илинденска во Тетово лишиле од слобода 26 годишен тетовец затоа што кај него била пронајдена и одземена марихуана. Тој е задржан во полициската станица Тетово и по целосно документирање на случајот ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Вчера околу 16 часот и 30 минути на улица 107 во Тетово лишиле од слобода 32 годишен тетовец и две лица од Република Албанија. При нивен преглед им била пронајдена марихуана, пошто тројцата се задржани во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот. Вчера вечер околу 20 часот и 40 минути полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 41 годишникот Тетовско село, кој претходно бил пријавен од неговата 35 годишна супруга дека физички ја нападнал неа и неговата мајка. Според пријавеното, во нападот користел и метален предмет. Тој е задржан во полициската станица Тетово и против него ќе следува поднесок. Ноќеска околу 1 часот во СВР Тетово пријавено е дека на улица Илинденска во Тетово физички се пресметувале 37 годишникот Тетовско Доберце и 45 годишен тетовец. Случајот целосно е расчистен и на двајцата ќе им бидат изготвени поднесоци. 42 годишна жена од Тетовско селце вчера пријавила дека нејзиниот малолетен син бил физички нападнат од двајца други малолетници од ова село, а физички напад од истите малолетници врз нејзиниот малолетен син пријавила и 38 годишничка. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, вчера вечер околу 22 часот и 10 минути лишиле од слобода 39 годишен гостиварец, кој 20 на минути пред тоа бил пријавен од неговите родители дека физички ги нападнал, пошто бил задржан во полициската станица Гостивар. Се расчистува и документира случајот. Ноќеска 10 на минути по полноќ во Гостиварски градец полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, запреле патничко моторно возило Опел со гостиварски регистарски ознаки, собственост на лице од Гостиварска Долна Бањица, а што го управувал 16 годишен малолетник од Скопје. При тоа било констатирано дека малолетникот на 25 ноември 2020 година бил пријавен дека се оддалечил од домот. Тој бил предаден на представник од Центарот за социјални работи. Вчера вакцинска контрола спроведена на Тетовско-гостиварското подрачје за тоа дали и колку возачите почитуваат првенство на минување. Биле санкционирани двајца возачи кои не почитувале првенство. А исто така во контролата биле регистрирани и 18 други видови сообраќајни прекршоци. Секторот за внатрешни работи Тетово продолжува со континуираните активности за поголема сообраќајна безбедност на Тетовско-гостиварското подрачје. Вчера од 8 до 13 часот спроведена е акциска контрола на возила, односно возачи дали и колку почитуваат првенство. При контролата откриени и санкционирани се двајца возачи од Гостиварско, кои не почитувале првенство на минување, а со соодветни поднесоци биле заокружени и 18 други видови сообраќајни прекршоци. Секторот за внатрешни работи Тетово апелира до возачите да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, посебно оние кои се однесуваат на дозволената брзина, пристигнување и првенство на минување. Ова дотолку повеќе што деновиве во Полошкиот регион значително е зголемена вкупната сообраќајна фреквенција, пред се по регионалните и локалните патишта, затоа што во полн ек се првите подготовки за предстојната пролетна сеидба и по патиштата може да се забележи и земјоделска механизација, најмногу трактори со приколки и друга приклучна опрема. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, јавниот обвинител Љубомир Јовески, денеска потпишаа протокол за соработка меѓу двете институции кои ги представуваат. Неопходноста од креирањето на овој протокол не само од востановената добра практика на останатите европски земји и земјите од регионот, а во насока на имплементирање на европските стандарди во работењето на институциите кои што се задолжени за спроведување на законот. Ниту е само како одговор на потребата да се замени 10 години старата рамка за соработка помеѓу Министерството за внатрешни работи и јавното обвинителство, која немаше веќе употребна вредност поради непрактичноста и неприменливоста во пракса на работење. Поаѓајќи од фактот дека квалитетот на спроведувањето на еден закон или група закони од една област,
како во случајот законите кои го регулираат кривично-правниот сегмент, не зависи само од квалитетот на напишаните одредби, нивната усогласеност или прецизност, туку од нивната практична примена во секојдневното функционирање на надлежните институции, потребите од терен, од оние кои се упатени да соработуваат при имплементацијата на овие закони, ја наметна потребата да се создаде сосема нов протокол, кој има за цел да придонесе во поширока смисла за зајакнување на ефикасноста на кривично-правниот систем. Велам сосема нов документ, бидејќи покрај консултирањето на најдобрите меѓународни практики. Овој протокол практично представува дело на полициските службеници од криминалистичката полиција кои работат на терен и кои секојдневно соработуваат со јавните обвинители и точно ги диагностицирале сегментите кои имаат потреба од допрецизирање при процесот на меѓусебната соработка. Со денешното потпишување на протоколот за соработка помеѓу јавното обвинителство на Република Северна Македонија и Министерството за внатрешни работи, дополнително се зајакнува нашата меѓуинституционална соработка со цел да се овозможи што поефикасна борба против криминалот. Усвојувањето на последниот закон за кривична постапка во целост ја промени улогата на јавниот обвинител во предистражната и истражната постапка. Сега во негова надлежност е координацијата на сите истражни действија и на сите делови од правосудната полиција, вклучително и на припадниците на Министерството за внатрешни работи, а со цел да се овозможи ефикасна и брза истрага и прибирање на сите докази неопходни за кривичен прогон. Од тука, нашите две институции во секојдневната работа неминовно се упатени на тесна соработка и на заеднички действија со цел да се спречат и разоткријат сите кривични дела и нивните сторители да бидат изведени пред лицето на правдата. И во таа насока имаме навистина многу резултати. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!